Муслиманите го слават Курбан Бајрам со утринска молитва Сабах намаз, а потоа и со молитвата Бајрам намаз почнува тридневната прослава во која почита кон Аллах муслиманите ја искажуваат со колење курбан. Прославата ќе трае 3 дена. Помладите ќе одат да им честитаат празник на повозрасните. Така било со години, а традицијата во Куманово цврсто се негува. Домаќинките ќе подготват храна, телешко или овчо месо, сарма, пити и се разбира вкусна баклава. Празнувањето почнува од сабајле, значи рано. Луѓето, претежно мажите, одат во џамија на молитва, се кланјат за саба, односно за утро. Потоа у 7:10 ова година беше клањање на Бајрам. Од тука луѓето си идат на гробишта, ги посетуваат гробиштата, од гробиштата се доаѓаат дома. Се прави Бајрам, значи честитат еден на друг меѓусебно и после јадат. После јадењето луѓето си идат по куќи на гости, примат гости и така иде скоро целиот ден. Овој Курбан Бајрам има голема тежина кај муслиманите, пошто се слави и што е петиот услов да се кола курбан, да. И да се дели тие што се посиромашни луѓе и да се оди куќа по куќа, да се проштат меѓу себе, да нема разделби меѓу Бајрам е да ги помирува луѓе, да ги смирува, да има и да ги зближува луѓе. Курбан Бајрам е 70 дена по првиот Бајрам во годината Фитр Бајрам, а го одбележува денот кога е комплетиран светиот Куран. Хуманизмот, хармоничните односи меѓу луѓето, меѓу човекот и светот и стремежот кон мир и благосостојба како основни принципи на исламот, на Бајрам се исполнуваат со потсетување на роднините и пријателите и со честитки и добри желби за секој намерник. Со овој празник се крунисува джилакот, кој важи за пети темел на исламот, кој е доказ за солидарност и благосостојба. Првиот ден на Курбан Бајрам е неработен ден за верниците од муслиманска вероисповед во Македонија.